До почетокот на летото Колешинскиот водопад, но и Мокринските извори на Беласица ќе добијат подобри пристапни патеки и нова урбана опрема. Станува збор за два локалитети кои последниве години станаа мета на голем број туристи и посетители, не само од земјава, туку и од странство. Патеките, но и урбаната опрема ќе бидат од природен автентичен материјал. Во моментот се наоѓаме на Колешинскиот водопад, каде вршиме уредување на пристапните патеки, а после уредувањето на патеките ќе се уредуваат и содржините како мостови кои се на самиот водопад, ќе се доуредуваат летниковците, ќе се постават нови канти за отпадоци, каде веќе одиме и со новите трендови за селекција на отпад, каде секој ќе биде селектиран отпадот согласно видот, а од тука се префрлуваме и на уредување на Мокринските извори. Станува збор за проект кој го имплементираат Центарот за развој на Југоисточниот плански регион со средства обезбедени од Бирото за регионален развој, но и од општина Ново село. Целиот проект чини околу 63.000 евра, кој треба да донесе зголемен број на посетители на природните убавини на Беласица. Секако дека овој проект ќе ги подобри бројките на туристи кои ќе не посетат, затоа што, како што споменав, се подобруваат пристапите до самите локалитети и се подобруваат и содржините кои граѓаните можат да уживаат во природата, и со изградбата на нови летниковци ќе имаме поголем капацитет за прием на повеќе туристи. Градоначалникот на Ново село Ѓорѓе Божинов најави дека и оваа година нови излетничко-рекреативни локалитети ќе се организираат манифестации како дополнителни туристички содржини.